За функционално собрание потребен е нов пратенички состав. Поранишниот пратеник од ВМРО ДПМН Илија Димовски за Алфа коментира дека парламентот со недели и месеци не ја извршува основната функција, односно не врши никаков надзор и контрола за работата на извршната власт. Со месеци не се одржуваат седници за пратенички прашања или надзорна расправа. Во вакви услови, освен што не може да го обезбеди простото мнозинство, речи се е невозможно власта да ја има дветретинската поддршка за уставните измени. Единствениот излез од ваквата состојба во законодавниот дом според Димовски се нови парламентарни избори и тоа што е можно поскоро. Во последниве денови за жал гледаме дека и многу голем дел од пратениците на владеачкото мнозинство имаат лични лукративни, можеби тежок збор, но коруптивни причини да ја поддржуваат власта, односно немаат легитимитет повеќе политички да ја поддржуваат власта заради тоа што добиваат услуги од извршната власт за да добијат власта да добие поддршка. Од тој аспект мислам дека веќе сме одамна во фаза во која што на Македонија и треба нов состав на собранието, за да може тоа собрание да функционира. Димовски очекува врз пратениците, особено тие на опозицијата, да се врши голем притисок за да гласаат за уставните измени, но не верува дека ќе успеат во тоа. Република Македонија овие неколку години многу јасно виде со кои механизми оваа власт владее, во смисла на злоупотреба целосна на јавно обвинителство и на судски органи во насока на политички предмети, политички притисок врз политичките неистомисленици, притисок врз бизнисмените и така натака, и не верувам дека оваа власт веќе има сила за таква агресија од една страна, од друга страна верувам дека и голем дел од луѓето кои што се дел од јавното обвинителство, судските органи веќе се свесни што оваа власт прави, во каква ситуација ги доведувала или има намера да ги доведе. Од друга страна, поранишниот пратеник од редовите на социјалдемократите Петар Атанасов го дели мислењето на Димовски дека кај власта е клучот од законодавниот дом. Случувањата во парламентот, вели Атанасовски, се телевизор на кој гледаме само лоша програма. Собранието е подолго време доминирано од владата. Многу ретко се слушаат индивидуални мислења и за многу помали закончиња, а камоли за големи закони или системски закони, уставни промени, чии клучот е во владата, а собранието е само еден телевизор на кој гледаме лоши филмови. И сега доаѓаме до едни вакви тешки прашања, каде што народот е збунет, каде што умерениот дел од општеството не е убедено од ниту една политичка опција дали е тоа исправно или не. Власта е убедена дека уставните измени ќе поминат, додека опозицијата најавува уште позасилена блокада во законодавниот дом. Како последно, заменик председателот на СДСМ Сања Лукаровска изјави дека има многу прогресивни сили кои сакаат да одат напред и затоа е оптимист дека може да поминат уставните измени. Опозицијата пак инсистира на предвремени парламентарни избори, бидејќи според нив тоа е единствениот излез од политичката криза.